Населбата Облешево е седиште на општината Чешиново Облешево. Таа е дел од Кочанското поле и опфаќа атар од 6 км квадратни. Пределот е рамничарски на надморска височина од 300 метри и е погоден за поледелство. Од земјоделските култури најзастапени се оризот, јачменот и пченицата. Почитувани, добар ви ден и добре дојдовте во Класи. Денеска се наоѓаме во непосредна близина на Облешево, на една парцела засеана со ориз, каде што денеска ќе биде изведено третирање со помош на дрон. После од оваа парцела ќе одиме во Штипско Таринци да проследиме жетва на јачмен, бидејќи веќе е почната жетвата, таа е во ек, па да видиме какви приноси оваа година очекуваат земјоделците. Ние разговаравме со жител на Облешево, кој што долги години се занимава со земјоделство и е еден од најголемите производители. Стоилов, сега се наоѓаме во непосредна близина на Облешево, на една парцела засадена со ориз. Денеска ќе се врши третирање тука со помош на дрон. Меѓутоа ме интересира, еве сега втора половина на јуни сме, каква е состојбата со оризиве моментално? Вака, значи тука се наоѓаме во атарот на Облешево, тоа се вика дупки. Така да луѓето више се при крај со третирањето за плевели со хербициди. Имате и почнато да ги ѓубрат. Некои се завршени, некои уште зависи од времето на сејбата. Еве во оваа околина каде што живеете вие, забележувате некаков напредок во смисла на зголемување на површините со ориз? Добро прашање. Вака, мислам дека зголемување нема. Цената е многу ниска, која не можат да се покријат, едноставно не можат 0,0 да дојдат. Макар и да произведе каква и било колипчина и зависи нели од површината, дали е во добра кондиција или не. Така да мислам дека нема да сакат со друга година дали ги сеат прашање. Добро, за оризите многу е важно да функционираат и системите за наводнување. Каква е состојбата оваа година? Па мислам оваа година е добра за тоа што еве браната е полна и мислам дека се поангажирани и подобра е ситуацијата, така да мислам не треба да се жалиме за таа работа, меѓутоа па има некаде недостатоци, нормално дека ќе има. Мислам со водата е во ред. Така, месец мај е најбитно да бидат во полна кондиција системите за вода? До крајот на сезоната, значи они мора да бидат под вода. Мерено мора да има вода, да бидат најмалку влажни, а да не па превише со вода не им треба. Апсолутно, меѓутоа почетокот треба да биде некаде во мај, така? Така, април фактички. Треба да у април да почне нели со водата и така. Добро, еве сега денеска одеќе имаме третирање со помош на дрон. Има интерес за користење на дронот од земјоделците? Гледам дека почнаа луѓето да го користат, мислам поголемите производители и ефикасноста е 100%. Јас лично користам повише години и за оризовите површини, значи промашање немам никаква. А ги користам и за површините на житарица. Имам житарица 50 на хектара, значи за болести ноќе прскаме, значи ова и третираме за да може да биде ефикасно фунгицидо, така да е многу напред фактички оваа технологија. Значи треба да се следат современите трендови. Требало и пред многу години да биде ова. Тоа касниме стално, али ќе се оправиме. Добро, битно е да почнеме. Така да. Так. Ми спомнавте дека имате во собственост и житарица. Каква е состојбата со житарицата годинава? Житарицата не е во овој регион кај мене.
Долни Балван и така да таму ситуацијата просечна, не е многу за фалење, пошто дождови кои требаше немаше доволно и така да мислам дека тука не ќе биде од 3,5-3 па до 5, зависи се од предкултурата што е била и така натаму. Дали е фанало доши или не. Правиме муавет за тони по хектар, така? Да, по хектар. И за јачменот и за пченицата ќе биде од прилика? Пченицата у полоша ситуација. Да? Полоша е, нема доволно вода и е проблем со неја. А јачменот ќе се поизмакне барем за тие минимални количини би требало да ги има. Земјоделство е во состојба каква што е, меѓутоа вие како долгогодишен земјоделец, што сметате што е она што треба најбрзо, најитно државата да го направи, за да почувствуваме некакво побрзо придвижување на земјоделскиот сектор? Па вака, јас не можам точно да кажам, нели, државата што може да направи или што сака да направи. Тоа мора да направи нешто за да ги остави младите да можат да го наследат, нели, овој дел. Да не стане без млади кои сакат да работат земјоделие. Значи, ако цената на берзата е ниска за оризот, треба се, нели, направи стратегија за да се барем направат некои минимални добивки за да може да обстанат тие луѓе, да се прехранат и да го продолжат производството. Спротивно, секој ќе дигне раци кој да е. Така е. Тука е едина мајка државата. Ако не го направи тоа, значи не е во ред. Апсолутно. А има ли вака интерес кај млади? Еве, велиме дека нормално е да сакаат да има посериозен, тие сакаат и побрз профит да има, меѓутоа, еве, во овие состојби какви што се сега, има интерес кај млади? Има млади, сакат да работат, ама на крај ако нема резултат и нема добивка, значи желбата за работа ќе згасне. Кога на нас старите ни згаснува желбата, па на нив да не правиме мовет, на нив има поише потреба од пари од ние. Така да мора да се поведе рачун и околу, нели, и околу помошта на најзагрозените, значи, култури, за да се помогне. Добро, еве, сега сме на оваа парцела овде, велиме втора половина на јуни, сега ќе има третирање. Отприлика после, кои се процесите што треба да се одвиваат до жетва? Така да за оризот, ако зборуваме, оризот сега е во фаза да го исчистиме од плевелите и ако има некоја болест, да, нели, пак се истретира со некој фунгицид. После тоа треба да се настојува, значи, да има континуирано вода топла у него, да нема шокови, така да може да, ако треба ќе се подхранува повише пати, тоа се со тарана, со шалитра, зависи која нива, која, дали е песок, дали е, црна земја, така да тие се, нели, финеси. Секој ќе си ја испегла неговото знање и неговата нива и толку ќе има и приход. Во некои дамнешни времења, ние со ориз ја снабдувавме цела поранешна голема држава, сега не е случајот така за жал, меѓутоа тогаш беше познат кочанскиот ориз. Остана ли нешто од старите сорти на кочански ориз или сите веќе почнавте со нови италијански, турски сорти? Па некои од сортите, тоа стручњаците во институтот ги знаат дека го знаат. Некои нови донесува од Турција, пробуват луѓето кои се најпогодни за оваа, нели, поднебје. Меѓутоа Андреја или Са Андреја и некој Камео, како да кажем, нешто тука се комбинира, прави и луѓето сами избор прават која ќе го подобро бива, успева, тоа ќе го садат. А овие нови сорти успешно се адаптираа на овој простор? Па некои од овие сорти што ги донесува се адаптираат, другите ќе се отфрлат. Повише сорти беа многу. Институтот ќе каже кој треба да ги садат и луѓето сам по нивни избор. Апсолутно. Ви благодарам, посакувам успешна жетва. Некаде во октомври треба, отприлика средина на октомври, идеално. Бог нека ги чува и луѓето и посевите, за да биде добро, да бидат среќни сите.
Оризопроизводителите дома чуваат големи количини непродаден ориз, бидејќи не се задоволни од цената што им ја нудат, како што велат фабрикантите, кои што го штитат исклучиво својот интерес. Што се однесува пак до субвенциите, тие добиваат по 18.000 денари на хектар. После разговорот проследивме третирање на парцела со ориз со помош на дрон. За одгледување на ориз потребна е многу вода, топлина и рачна работа. Но некои рачни работи заменети се со модерна технологија, што ја зголемува ефикасноста и во голема мера ја олеснува работата. Денеска имаме нова парцела овде со ориз, третирање со хербициди. Секој хербицид и секоја хемија си носе свое, што значи хемијата мора предпазливо со неа, мора да третираме и препорачувам на сите, без оглед дали со трактор, дали дронско, дали со рачна пумпа, секојаш да бидат заштитени, бидејќи хемијата со тек на времето си го прави своето. Хемијата е не толку добра за човечкиот организам, но сепак без хемијата не може ништо од третирањето да успее. Каков е интересот кај земјоделците за користење на дрона? За разлика од почетоците, веќе премногу има работа, земјоделците сватија дека дронските услуги, тоест третирањето со дрон, е многу подобро, поперспективно и веќе масовно почнаа да го користат. Не само земјоделците, тука се и пољоделците, лозарите, овоштарите, сите веќе почнаа масовно да го користат дронот, тоест услугите со дрон. Има услови каде што не може да се влезе, така оваа година Пелагонија беше под вода, токму во времето на житариците, кога требаше да се врши ѓубрење. Без ѓубрењето житариците, иако е многу плодна Пелагонија, ништо немаше да добие. Во цела мокра Пелагонија успеавме, цел месец бевме таму, да извршиме ѓубрење во повеќе ферми, да не ќе заборавам некоја, да не ми се налутат, во многу големи компании вршевме ѓубрење, каде третирање, каде секогаш некаде има потреба нешто да се работи. Еве, кој се ве ангажира? Еве, сега сме на период на јуни, например, веќе почна полека летото. Кој се ве ангажира? Моментално не ангажираат буквално сите. Едноставно, претходната недела третиравме овоше, тоа е скајси. Веќе трето-четврто третирање имаме во винарската визба Езимит и други лозови насади третираме. Третираме бостан, третираме тутун, дај Боже да не треба никаде да третираме, но ќе се појават болести или било што пред да се појават болести, ние сме тука да си ја завршиме работата. Најмногу мака и најтешка работа за нас со дроновите се оризовите полиња, бидејќи тие се многу мали површини, а се најтешки за работа. Тие се работат рачно, дроновите имаат примена и покрај тоа што ни е тешка работа со оризовите полиња, сепак сме овде да си ја завршиме работата, да излеземе во пресрет на сите оризопроизводители. Кои се ефектите од третирањето со дрон? Во смисла, независно дали станува збор за ѓубрење, прихрана, третирање со заштитни средства, која е ефикасноста и, например, дали очигледна е разликата на оние парцели каде што сте третирали и оваа соседната, например, што не е третирана? Види, разликата, доколку не е третирана, обавезно тоа се познава што е третирано, што не е третирано. Разликата е во тоа што повеќе имаат време и можат повеќе да се посветат на самите поседи, ги гледаат, имат повеќе време да го исконтролираат, него рачуните за оваа парцела од 6 декари тука ќе ви биде потребно едно 3-4 часа да ја минете со рачна грбна пумпа, додека ние тоа го работиме за цели 10 минути. Тоа е сериозна разлика, а доколку во одредени парцели со други насади, например, влегувате и со трактори, па правите одредени штети, еве да речеме тутуна која во прашање или жито. Конкретно кај тутунот, доколку
Ево по одмината по порасната фаза, влегувањето со трактор ќе направи многу повеќе штета кај тутунот отколку чинењето на нашата услуга. И затоа веќе ни се зголемува услугата со дрон, бидејќи каде може да се третира конвенционално, луѓето си третираат. Дај Боже ние да не треба ич да третираме, но веќе ме радува тоа што има и повеќе млади земјоделци кои веќе ја сватија улогата на дронот и знаат да пресметат влегувањето со трактор и трагите, газењето на трагите, колку прави трошок, а колку е трошокот кој би не викнале нас и ние би го истретирале сето тоа. Ме радува, почнуваат да се појавуваат млади земјоделци, дај Боже да е успешен родот, да имаат многу берикет, дај Боже навремено исплата на субвенциите, да имаат добра цена. Мислам дека земјоделието е една од гранките која се уште добро се држи. Дај Боже да успееме да ја задржиме, бидејќи без земјоделие нашата држава А и без храна, со земјоделието практично доаѓа и храната. Земјоделците да, произведуваат храната, а ние држава зависна од увоз на храна. Тоа ќе биде проблем. Слаба држава. Да, и сега и во иднина секако уште повеќе. И сега би те прашал за крај. Кои се идеалните услови за да се користи дронот, еве конкретно денес за третирање? Имаме сосема слабо ветре, меѓутоа има ли нешто што би правело проблем и не би смееле вие да работите денес? Во моментот ветерот дозволува да се користи, бидејќи ветрото слабо не представува ников проблем за дронот, бидејќи дронот со самите перки ја турка целата хемија надолу во парцелата и не прави никаков проблем. Доколку и ние самите не полетуваме, доколку гледаме дека ветерот е силен и хемијата не ја насочува токму таму каде што треба. Дронот лета по маршрута, тоа е со одредена рута која ние задаваме и летаме на висина, например на ова ептен слабо ветре, ќе летаме на висина од 2,5 метри, летаме на висина од 3, од 4 метри, тука ќе летаме и пониско, каде што ќе нема никаков проблем со другите култури околу тоа што го летаме. Дронот е прецизен, успешен и токму секоја капка на хемија ја пласира на местото каде што треба. Дел од хемијата ја намалуваме на некои површини кај што се третира, бидејќи дронското третирање не е од земја, туку е од воздух и фаќа растенијата. Например, третирањето кај овошки се намалува она количество на хемија, бидејќи третирањето од воздух пак е од озгора на надолу и целата крошна кај што треба да опатиме си ја заврши работата. Третираме лешници, третираме буквално се. Нема нешто што немаме истретирано. Така, веројатно ви одговара вам да имат поголеми насади, каде што парцелите се поголеми, тогаш и полесно е и за третирање. Рековме дека не треба да имаме силен ветер. Што се случува со дожд? Например, ако е најавено за утре да врне дожд, дали денес би можело да се третира? Да, би можело, пошто каренцата му е за 1 час, треба 1 час да не е заврне, ние преку лист имаме, после тоа слободно може да врне дожд. Значи ефектот се постигнува? Се постигнува со дожд. Ми рековте ноќе работите исто? Да. Добро. Но ќе има одредени пестициди, хербициди, инсектициди кои ноќе даваат подобар резултат, ноќе температурата е послаба и секако ноќното третирање, тоест на полудна температура, пониски температури, е поуспешно кај одредени култури. Така. Еве, денеска сме скоро веќе пладне. Парцелава, рековме, овде е во непосредна близина на Облешево. Дронот полека е спремен. Сега ќе ги направите смесите што треба да ги направите со хербицидите и за кратко време стартувате. Да. Ајде да е сега. Нема проблем. Ајде. Од реонот на Облешево се упативме во непосредна близина на Штип, каде што се обавуваше жетва на јачмен.
На огромна парцела од 20 хектари, жетвата ја обавуваат 2 комбајни. Еве, дојдовме во Штипско, се одвива жетва, 2 комбајни си ја вршат тука работата на површина од околу 20 хектари. Сега, веројатно, повозрастните ќе се присетат кога се жнеело со срп. Се собирале цела фамилија за да ожнеат 1 хектар, може би за една недела. Меѓутоа, такво нешто во денешно време скоро и да не постои и е невозможно некого да натерате да жнее со срп. Добро е што има современа механизација, па овие комбајни, овие 20 хектари ќе ги ожнеат за 1 ден. За жал, денес има механизација, меѓутоа се помалку млади луѓе кои што се занимаваат со земјоделство. Ајде, добар ден. Ајде, ајрлија работа. Ајде, фала да ви се Жетва враќа. е, држи. Жетва, убаво време. Така, идеално. Собираме родо. Малку Вие? сонце, малку облаци, тама за Како на одмор? Како на одмор? Да, На Бали. кажи ми порано, комбајните беа отворени, па кога ќе се жнееше имаше многу и прашина, сега каква е ситуација? Супер е. Сега у комбања супер. Да. Поусовршено, добро е. Жетвата е екстра. Само, Да не има и клима внатре. да, со клима, со се Со сме. клима? Абе, се сме опремени. Со фул опрема. Па сега да ти е мерак да жнееш. Да те ме рак да жнееш, џабе работи, џабе не седи. Така ли? Има ли работа, Ѓурѓи? Работа има колку сакаш, кој сака да работи, има работа. Сега за жетва сте Така. ангажирани? Ангажирани сме за жетвата, ево веќе трети ден како жнееме. Јачмен, пшеницата покасно е. Така. И имаме тука приносите. Приносите се тука кај нас послаби, нормално е, не е како Колку е, жнееме јачмен, така? јачмен, да. И Од, колка ви се приносите од 2 до 3 тона, од 2 до 3 тона по хектар, ептен идеално некоја да е 4 тона по хектар. Значи, тоа е Да, релативно слабо. И тоа многу народ има така што се издвои, што сакаме да го кажеме, значи Овчеполскиот и Штипскиот регион не можеме да го рамнеме со Пелагонија. Така. Значи ние сме со многу тука и со повише суша и со послаби приноси, ама тоа е, мора нешто, нема друго што да сееме. Што ќе сееме туку на овие површини? Добро, Ѓурѓи, ти си и оризопроизводител. Да, Имаш посејан ориз година? да, оваа година посеаме го порано оризот. И од тоа имаме проблеми со пластмано, уште падна цената на оризот. Ама очекуваме од владата дека ќе интервенира со дополнителни мерки. Имаме проблеми со сега со овие новите мерки околе да се предаде, нели, задолжително ни е да се предаде дел од родо за да се земе субвенции. Меѓутоа tego те гледаме на терено дека нема доволно ни за минималните количини да ги предадеме. Tego те 2 до 3 тона има на хектар. Нема фактички со тие новите мерки нема ни да ги следува субвенции. По моje мислам дека ако не продадат кој се испод 2 тона нема ни да ги следува. Имаме такво сакавме да се врне тоа начинот на субвенционирање од 2025 и да се седне министерот да седне со правите земјоделци ако може и да разговара начинот на субвенционирање. Значи како што беше лани да си остане основните субвенции и нешто да има стимул на дополнително предадено. Исто поддржуваме го тоа, меѓутоа треба основните субвенции треба да не ги чепкат основните субвенции. Гледаме дека тоа е многу минимално што ни го дават. Ја од него веќе сега работиме у загуба. Имаме околу 500-600 евра уложиш на хектар, а ја го очекуваш 400 евра. Ја не знам никој кој излават на крај. Со 3 тона, фактички 2 до 3 тона, не знам кој излават на крај. Која ќе биде цената на јачменот сега? Па 10 денара се збореа. 10 денара е смешна цена. Што би купил со 10 денара? Добро, Ѓурѓи, која би била рентабилна цена еве конкретно на јачменов, а и подосна која ќе биде жетвава на пченица според тебе? Па според мене е 15 денара, ама не може цената не може, мора државата да интервенира со дополнителна мерка, значи за тоа што цената е на светскиот пазар, значи треба државата да стои зад нас. Значи она треба да си направи производна цена општо на сите производи и да стои зад нас. Значи ние сме дужни да произведеме и да предадеме. Разликата треба државата на нас да ни ја доисплати, да најде модус, дали дополнително, дали преку субвенции, дали преку кило,
Она треба да стои зад нас. Ние без неа ништо не можеме. Се зборат се муабети дека од другите држави кога се увезува пченица се увезува со постара пченица, 2-3 годишна. И сега не е исто, тоа никој не го наведува. Не е исто да купиш втора и трета реколта пшеница и да купиш овај годишна. И сега таа се увезува и таа конкурира со овај годишната пченица. А цената горе-доле е таа, меѓутоа у другите држави се субвенционира дополнително земјоделското стопанство. Те сега туку моментално дека што жнееме, овој е околу 2,5 тона на хектар. Собственикот на овие парцели е сточар, нели? Да. Веројатно му треба за добиточна храна. Да, за него, директно се собственост. Значи најпогодени моментално се житариците. Житариците се работат со загуба. Ние и оризарите сме, ама житариците се работат дефинитивно со загуба. Субвенциите што земјоделците ги добиваат за житни култури се следните. За јачмен, пченка, тритикале, рж, овес, без сертифицирано семе, им се исплаќаат по 6.000 денари на хектар. Со сертифицирано семе пак добиваат 18.000 денари за пченица на хектар, 13.000 за јачмен и 13.000 на хектар за пченка. Субвенциите ќе им бидат исплатени со ребалансот на буџетот. На земјоделците, доколку сакаат, им се нуди можност за складиштење на родот, а трошоците ги покрива државата. Жетвата на јачменот е при крај, а на пченицата што туку почна. Но цената од 9 до 10 денари за земјоделците е погубна. Годинашниве слаби приноси, зголемените трошоци и ниските откупни цени, производството на жито кај нас го прават тотално неисплатлива дејност и доколку не интервенира државата со дополнителна финансиска поддршка, многу земјоделци ќе се откажат следната година да посеат жито. Државата мора да го заштити домашното производство. Доколку се остават работите на неразбраните трговци, тогаш земјоделството оди во пропаст.